Спремни. Епа, драга бандо, добре дојдовте. Повторно пак во новиот подкаст, зашто ова е најнов, од најновине уж по најнов. И е најнов затоа што сега не сум сам повеќе, кој некој е пукало. Сега имам ново другарче, братот, господин Никола, братучет Силјановски. Нека биде запамтено ова име, зашто ова име ќе биде запамтено. Да. Зашто ако не биде запамтено, тоаш не знам, ќе полошо. Ако не биде запамтено, да дојде. Ако не биде запамтено, ти кој ќе збориш, јас можам како на МТВ ќе научам на sign language и ќе пробам да ги објаснам, да. А кој ќе погласно вака ќе правам од не знам, вака бе, некако. Вака ќе е погласно. Да. Со поќе мафтање ето, погласно. Да. И јас ќе ти речам, уве не викај, ама не викај, жити се. Брате, следам. Па тоа е тоа. Како подсвест. Јас сум Никола, ќе речеш Тодоровски, ќе речам и јас сум Никола. Значи двајца Николовци. Никола, Да. како одспун, знаеш кој ќе удириш на билјард, кој ќе направи такун. Или кој е одзвук. Да, кој е галичица не ги. Кој е Никола. Добро, тогаш сме поќе. То веќе звучи ко митинг од ВМРО, веќе друго е. Повлек вид некои други она моменти. Емоции, да. И го буди детството во мене, на пример. Го буди детството. СДС не го буди детството. Да, на галичица ако викнеш Никола, тогаш ќе испадне со ехово да сте например. Сега ќе јадат трици одма ќе речат, ај не прај се, зато сина позадинава. Сина, ја виж следната епизода. Розева и то Пембе. Од Убајне. Пембе. Пишете никој пат не ги разбрав што е Пембе. Пембе е розево, ама неубаво, она што ти прави disturbance розево. А зелено и плаво? Пембе, знаеш какво е розево, ама не розево. Ко на пример она розево Викторија Секрет розево. Не такво. Знаеш што е Пембе? Пембе е розево, земено, пикнато 2 дена во сода бикарбона и во благ раствор од варикина и после истаено и сушено на топло ладно за да му прави чак да му прави. И кога и немале име за таа боја, немале измислено име. Сигурно. И овај прашал как добро бе, шо боја е ова бе, како да го викаме. И жена му рекла, ова ти е она, шо? Пембе. Е така е измислено. Да. А розева си е преуба. Да, и затоа ние решивме дека двајца Николовци, значи тоа веќе нешто значи, рековме во држава, дека двајца Николовци решивме да го викаме подкастов. Наречете не гениалци, наречете ни премногу креативни и неверојатни момци, наречете не како сакате, ама ние бидејќи двајца Николовци сме во подкастов, решивме да го викаме N2. Звучи сериозно. Дали ти текна? Не. Why? Because we are geniuses. SS. Geniuses. Реално не е од најубајни имиња Никола. Ама намерно е тоа. Ама одма е под, например, така? Одма е, например, под Гвендолин. Гвендолин, одма Никола долу. Над Властислав, брат. Властислав можеш слободно по цигари да го пуштиш. И ако не дојд, да го викаш Крум. Не знам. Да, ама ако пуштиш Никола, по цигари ќе донесеме 2 кутии. Никола, ако го пуштиш по цигари, ќе ти донеси или штека. Прво ќе ја реновират трафиката со Кнауф и со Вебер. Да. И ќе направат споменик на цигарите и после ќе дојд со пикавци. Да. Ќе дојд со нешто што нема да очекуваш. Или ќе постоите 11 години таму, не знам, не е битно, са не се сите Николовци исти, така. Да. И зато ние решивме, си викаме, Никола брат, како да го викаме подкастов што ќе го правиме, не знам, Никола брат. Како да го викаме, ние рековме, дај да почнеме од овие работи, што веќе знаеме што се намаса. Зато и лого не излезе сега во прва. Не се печи. Стика малку да има Temptation. Да. Во 7-ма сезона логото ќе излезе. И тогаш нема се знае. Пред геријатрија дали да го прави.
Полека се инфузија. Тоа ќе почни двака. Еве го логото. Ќе почни двака подкастов. Ние овде каснева под во Како се вика? ова как се викаше? Заедно со ти овега ја не ти голабе Се викаше ти. О, голабе. Името. Леле, голабе го нарек. Никола Нагалено голабе. Ау. Да беше Србија, ке беше Голубовиќ. О, ама гледај, тоа е друго. Или во Русија Горбачов. Горбачов. Леле. Горбачов, Чорбачки. Чорбачок, Горбачов. Нешто. Горбачов, Чорбаджиевски. Чорбачов ке беше. Нешто ке беше. Ке беше нешто. Да, едноставно е, убо е. И ќе дојде, кој ќе дојде логово, ќе биде на полна слика. N2. Нито, на германски звучи превод. Значи, истражувавме на повеќе јазици, на повеќе, не знам, диалекти, на германски е, па не е ова име, брат. Значи, само ова име нема да го дајме и нема да биде сменато. Друго може и све ке смениме. Име на држава ке веќе сменавме, така, не знам дали пратите, не е битно. Ама пак шо, тоа шо е ништо, ти текви. Ама ова не. На германски нема таква сила што ќе дојде да речит да го да речит, сменете го, ке речиме, не си сплеќат. Не. На германски, знаете го се викат подкастов? Никола ќе ви кажете. Nitro 2. Nitro 2. Das ist der neue Podcast. Nitro 2. Се најажив, еве го готово. Леле. Ама заради Volkswagenот е ова. За следната епизода кој ќе најме некоја плавуша да го кажи тоа со преубо, со дошт во позадина, со нумера некоја джез, таке стюардеса има работена. Ќе ја намести штиклата или хулахопката и ќе речи само Welcome. Willkommen to the neue Podcast. И на басов братов ќе прави ниско да боли. Willkommen to the neue Podcast. Nitro 2. Леле Господи. Оу, боже, вакво задоволство може и да ми пружи во моментов само еден донер мрсен поттуш да го изеш. Да капит кај било. Знаме ќе треба да направиме. Обавезно. Еве, затоа е епизодава конкурс објавуваме со Братучедов за најдобро знаме за подкастов. Значи, драги фанови, повелете за новиот подкаст Nitro 2. Знаме, лого, идентитет, значи, суверенитет да имат. Ако се погоди некој јак дизајн, ќе го објавиме на сите можни начини. Секако. На Евровизија ќе на Евровизија вака ќе вике. Микрофони да. Ќе испееме ова нумерава. Willkommen to the neue Podcast. Nitro 2. Со ехо малку. Леле, и таму и ќе речиме thank you, we're Macedonia. И тие ќе вике таму yeah. И 10 години со ред. Тепање. Овие од Белгија да се откаже. И тоа ќе биде врв во кариерата. Тоа ќе нема појако од тоа веќе. Тоа ќе биде најакото. И после ништо. После ќе местиме слагалици од по 50.000 делчиња по дома. Или сервис за ручавање. Ќе поправаме. Колку добро прашање отвори, братучет, браво. Заш бе сервисон се викат заручавање? Заручавање. Кој тоа ручават дома? Например, да се јавиш во, не знам, 5 без 15, ја му речиш, ало, Михаела, шо правите, сонце? Ево, баш сега седнавме да ручаваме. Кој вика
така е во речникот на македонскиот јазик. Добро, се ако имаш на пример расипана шарска и го ваѓаш сервисов за ручавање. Расипана шарска. Пример, Кашкавалов не легнал, се не знам, не може да се склопе. Симбиоза помеѓу Кашкавалот и... Има поезија сам, да, и сега треба да ја сервисираш се ти деле, ако први брачели се деле. Кашкавалов рече не, меги настрана. Ко празен Ко празен час. Ко празен час и горниот дел изгорен. Да. И сервис за ручавање да ја сервисираш убо шарскава и да им ја однесиш, на пример. Така сервисирана. Ама зошто е за ручавање? Заш не е на пример за ручање? Ручање си ручаш и за тоа е сервисов. Сервисов е заш јас ручам, никој ќе ручам, сакам да ми е преубо. И за да ми е преубо, јас ручам и тоа е сервисов и зато сервисов е за ручање. Ама овие не ручат по дома, не, тие се хай клас, разбираш. Тие ручавет. Нема сервис за, не, е сервис за хауби. А жена ми ме убедвеше дека се викало сервис за наручавање. Зашто ти кој ќе ручаш, сакаш да се наручаш. Има логика. А и кој ручаваш исто. Друго е. Сакаш да се наручаваш. Така да, за наручавање. Молим те, наручи ми нешто. Гледаш, од ручавање. За клецање како е? Клецавање. Да. Да, кревет за клецавање. Не е за клецање, зашто е за селјаци. Одет се клецет ко некои селјаци ондега. Ова е за клецавање или за наклецавање. Тоа е малку кој ќе го подјебаваш некого. Што преш го наклецавам. 1000 и не знам која година ја еве еден еве го, се појави стариот серверов крена малце. О, кревање. О, Бобо Лан. Уклучи оптика, брачедов. И не, озбилно, не знам дали е вистина, така го имам прочитано, дека вистина 1800-700 некоја година, маж и жена 1800-700 некоја година. Маж и жена се персирале. И сега ти од клецање во клецавање, дали то може некој да го разбери? 1800-700 некоја? 1862 лето. Да. Кај аскерска чизма гасеше цвете. Маж и жена, колку е, ама сериозно е, да си персират маж и жена. Кој ќе се вратит, например, од Трлово од негде и кој ќе рече на младава. На младава ќе рече, ели ви ово жено, ќе пробам српски, не. Молим те, пробај преако ми е. Да, ели ово госпоđо ви драга моја, да речеме дека леле море и во стихи се обрати, еј. Ели ви ово моја драга, мое совршенство, ели би оно, мислам, да би ми измили ноге, да не ви се изнаебемо кеве. Персирање. Да. Бо. И ова кутрава со леѓено ме, оне и персирање, тоа од перса, на некоја перса така и се обраќале. И се обраќале со вие, заш малце била. Да. Не била еднина, била множина, како да речем, и од таму идат кој ќе се обратиш на некого така во множина, ти му персираш.